Господине Филипче, јас со вас овде ви поставив прашање како на министер, не како на доктор, и затоа нема да дозволам да спинувате дека ние како опозиција имаме нешто против лекарите. Напротив, доколку и со вас би разговарала како со доктор Филипче и за сите останати здравствени медицински лица во оваа држава, ги имам сите почести и признанија. Секако не давам јас признанија, но секоја им чест за сета онаа жртва која што ја прават изминатиот период. Но бидејќи сте министер, еве додека ми одговаравте, ми стигна една поплака од родители на деца со епилепсија и во неја имаат наведено едно минимум 12 лекови кои што недостасуваат во моментов по аптеките за деца со хронични болести, епилепсија и така натаму. Тоа е она што јас сакам да ви го кажам, дека не само што не се снајдовте добро со корона кризава, туку напротив запоставени се останатите болести во државава и затоа ве критикуваме. Сега по однос на ова прашање, добро, че сте се консултирали, иако ставот на антикорупцијска е даден одамна, и иако затоа велам залудно од вас се носат закони, некакви се измени, ништо од тоа, министре Филипче, не се почитува. Конкретен пример, пред некој месец по ваш предлог имавме измена на Законот за заштита на населението од заразни болести. На наша интервенција со тој закон се направи да не бидат опфатени бебиња и деца помали од 6 години да носат маски на отворено. Исто така ние интервениравме возач сам доколку е во автомобил да не мора да носи задолжително маска и меѓу другото интервениравме да се спречи она упаѓање по домовите на луѓето што е против сите закони. Сега да ви кажам дека сте контрадикторни, за Нова година се најавува дека ќе има упаѓање по домовите да се провери кој како ги почитува мерките. Ова е навистина, пред нас доаѓа сречна нова 49-та. Наместо да ги оставиме граѓаните на Република Македонија со сета мака да ја испратат оваа несречна 2020, да ја дочекаат следнава 2021 со надеж дека можеби нешто ќе се подобри, вие им се заканувате со тоа дека ќе влезете во нивните домови. Но може би е добро кога ќе влезете таму да проверите што имаат на нивните трпези и кој човек им фали на трпезата, токму заради вашето недобро справување со оваа криза. И токму заради ова, господине Филипче, јас ќе ви предложам една нова следна измена токму на Законот за заштита на населението од заразни болести, а тоа е со неа да воведете задолжително носење на заштитни маски и после завршувањето на оваа пандемија, ама оваа обврска да важи само и исклучиво за функционерите на СДСМ. Зошто? За да си го покриете срамот кој што им го нанесовте на граѓаните на Република Македонија со вашето ноншалантно и неодговорно однесување. Еден ден ќе се срамите за ова, министре Филипче, а не докторе. Благодарам, немам дополнително прашање и воопшто не сум задоволна од одговор.